Почитувани пријатели, во 1945 народите се обединија околу визијата да ги поштедат идните поколенија од ужасот на војната. Тие ги поставија темелите на новиот меѓународен поредок, што во својата основа го стави и човекот, а не само државите и нивните алијанси. Во изминативе 75 години, Обединетите нации постигнаа многу. Како камен темелник на меѓународното право и мултилатералниот систем, Организацијата ги обврзува своите членки да ги надминуваат споровите на мирен начин и да соработуваат за одржување на мирот и безбедноста. Обединетите нации превенираа бројни конфликти и ги ублажија последиците од многу хуманитарни кризи. Им помогнаа на многу народи преку самоопределување да го изодат патот до независност. Во изминатите децении милиони луѓе беа извлечени од екстремна сиромаштија и заштитени од насилство. Преку Универзалната декларација, меѓународните пактови и конвенции, Обединетите нации го поттикнаа глобалното движење за право и слободи, за социјална правда и еднаквост. Ја зајакнаа отпорноста кон катастрофи и го мобилизираа светот во борбата со климатските промени. Формирањето на Обединетите нации е еден од најважните глобални проекти и постигнувања на човештвото. Но нашата организација може да биде ефикасна онолку колку што државите членки ќе ја дозволат. Поради бројните препреки во нејзиното работење, во светот се уште има тензии и конфликти, милиони бегалци и мигранти, неконтролирана експлоатација на природата и повреди на човековото достоинство. Кон старите се придодадоа и нови акутни проблеми, како што се глобалниот тероризам, транснационалниот организиран криминал и дигиталната поделба. Годинава, состојбата е дополнително усложнета поради пандемијата на COVID-19. Покрај огромното страдање што го предизвикува, пандемијата ги разоткрива слабостите на нашиот меѓународен поредок и системските нееднаквости на нашиот свет. Ни остануваат само уште 10 години за да ги реализираме агендата 2030 и Парискиот климатски договор. За да ги постигнеме целите за одржлив развој, ние мора истовремено да ги ублажиме економските и социјалните последици од пандемијата. А тоа можеме да го постигнеме само преку меѓународна соработка и глобална солидарност, зашто ни се неопходни силни и ефективни Обединети нации, реформирани и прилагодени на новата реалност. Од својата независност до денес, Република Северна Македонија сведочеше и за придобивките и за предизвиците на Обединетите нации. Од корисници на првата превентивна мисија, УНПРЕДЕП, самите станавме контрибутори на повеќе мировни мисии. Благодарение на Обединетите нации, решивме комплексен спор која забавуваше нашата интеграција во меѓународниот поредок. Ние ќе продолжиме во духот на мултилатерализмот да ги исполнуваме нашите меѓународни обврски и да ја поддржуваме работата на Обединетите нации и нејзините специјализирани агенции. Јасно е дека само ако вложуваме во светската организација, ќе успееме да изградиме достоинствен свет. Ви благодарам.